Ако сакаме да бараме оптимален систем, мора да водиме сметка за двете страни. Значи, едната е нееднаквоста на пазарот, другата е неефикасноста на пазарот, неефикасноста на државата. Значи, ако ја гледаме неефикасноста на државата, паралелно со воведување на редистрибутивни механизми, значи како даноци и социјални подобри трансфери, пред се мора да кажеме како ќе ја подобриме неефикасноста на државата. Мојот став е дека прво нешто мора да биде многу значено зголемување на фискалната транспарентност. Значи, мора значено да се зголеми транспарентноста на тоа како државата ги троши парите. Тоа е првиот и најбитниот чекор за луѓето да почнат да веруваат како потоа во оние редистрибутивни механизми. Второ нешто, сега, а кога зборуваме овде, јас и на почетокот така почнав, во Македонија ние немаме доволно податоци нити да направите анализа, да направиме на ниво на западноевропските земји. Например, не се објавуваат адекватни не се објавуваат податоци за распределбата, значи за распоредот на тоа на доходот, да видиме по децили како тоа треба да бидат податоци од УЈПО кои ќе ги даде Министерството за финансии по децили на население, како се плаќа овој персонален данок на доход. Вие знаете дека секоја година се даваат податоци за кои се тие најбогати некои што плаќаат данок, но немаме транспарентни податоци за распоредот на овие плаќања. Второ нешто, кога зборуваме тука кај неефикасност на државата, мора оваа држава да вметне механизми за контрола врз власта. Значи да имаме механизми кои ќе ја контролираат власта, но нема да зборувам тука многу за ова. Значи, ако гледаме кај даноците, апсолутно од ова се гледа дека нас ни треба поправеден персонален данок на доход кој ќе има повеќе стапки, а и кој во себе ќе содржи враќање на платен персонален данок за граѓаните кои имаат ниски месечни лични доходи, а кои што од друга страна ќе има многу повисоки даночни стапки за оние 1% или неколку проценти од најбогатите, кои што гледате, чии што учество во доходот многу се зголемува сите овие години.